Не се заборава тој Великден, облечен и студен, а за мене така светол, радосен и убав. Јас на улица со новата руба, мислејќи дека цел свет само во мене гледа, и ако сум сега баба стара со внучиња 5, јас се уште се радувам на Великден. Со причеста и песна многу му благодарам на Бога за животот убав, среќа и слога. Христос воскресна, навистина воскресна. Во работната терапија секој си работеше тоа што знае да го работи. Имавме шивачки, шиева на машина, имавме наша другарка што знае да ткае, почна да ткае. Имаме везилки што знаат да везат и тие везат. Јас плетам во работната терапија. Сега се што е изложено таму, јас сум го сплела тоа. Господја Мирослава правеше, плетеше коњи, магариња, зајци, ја ги правев колите, точаците, клупи, така да прекрасни производи. Иначе, оние славските шишиња, ако ги видовте, јас имам направено околу 200 шишиња. На тој начин активно учествуваат во животот и во домот и во заедницата. Со изложувањето на нивните производи како на денешниот Великденски базар постигнуваме видливост, постигнуваме една презентност на нивните производи и со самото тоа на целокупната работа во домот. Фарбаме јајца, се така си правиме веселби самите, се шалиме, се играме, пееме, така си прославуваме. Великден е еден од најпосакуваните празници за нас верници православни, кои од као дете секогаш сме биле на тој ден дотерани, убаво и овде на тој ден ќе бидеме дотерани и секако со црвени јајца ќе се сликаме како што е и редот. Во сиромаштија го поминуваме Великден кога сме биле деца. Од падобранско платно ни правеле облека, од пуцвал ни правеле чорапи, ама сме биле среќни. Не е тоа дали имаш или немаш, него дали имаш душа, дали го чувствуваш тоа што го правиш. Дали ти е нешто мерак да го направиш. Ако си мајстор на својот живот и ако сакаш да ти биде добро, може да си бидеш добро. Секоја година ние дома сме го славеле Великден со јајца, со свечен ручек, тоа што било, кој имал, колку имал, али било вообичајно да се има и јагнешко мевце. Тоа продолжи и во овој дом, наш последен дом, можам да кажам, зашто секој има крај на својот живот. И мислам дека
заслужува овој празник да го ставиме со отворена душа и со добро срце. Да го живееме животот онака како што треба, да заборавиме малку на проблемите и да се препуштиме на веселбата, да се чувствуваме среќни затоа што сме живи, здрави. Па сега, према годините, тоа што си имаме, Важно денеска да го заборавиме тоа.